Тони отпад се изнесоа од трговскиот центар Глобал, но мирисот на чад се уште не го напуштил местото. Изгорените продавници, сагите и понатаму сведочат за големиот пожар од 2 јануари. По 3 седмици, сопствениците се организираат и бараат помош. Отворија и посебна сметка за донација, така наречен солидарен фонд. Неколку локални компании веќе истапија со конкретна поддршка. Донесоа механизација, вклучија своји вработени, но и други ресурси за санирање на опожарената површина. Најголем дел од отпадот е расчистен, но има уште многу работа во трговскиот центар Глобал. Во опожарениот дел од објектот веќе почна и активности за санирање на штетите. Општина Струмица ја вклучи и комисијата за проценка на штети од елементарни и други непогоди. Ги прибираат документите од сопствениците и корисниците на објектите. Понатаму барањата ќе се процесуираат за обештетување. Не се надеваме дека брзо ќе завршиме, релативно брзо, бидејќи секој правен субјект сам си ја прави проценката и поединечно, иако се многу, секој сами си ја прават за колку дена би требало да биде готово тоа. Меѓутоа сепак само збор за поголем број на правни субјекти и се надевам дека во брз рок тоа ќе го завршиме. Што се однесува до законскиот рок, тој е многу долг, меѓутоа сметаме дека можеме побрзо за едноставно да дојдеме до ситуација да истите правни лица па и физички што побрзо добијат некоја помош од државата. Во пожарот што изби во трговскиот центар Глобал настрадаа десетици дуќани, а изгоре и половина од градскиот пазар. За сега истрагата не открила која е причината за пожарот.